Нашата лого от PricewaterhouseCoopers днес е да се опитаме да разясним овие комплексни правила, за да можат компаниите, членки на Совета, да ги разберат по-добро и да бидат спремни за нивната имплементация. И секако, во рамките на дискусията днес, очекувам да се размисли и да се формулира виждане што може да се прави повързано со фискалните аспекти, со економската политика. Секоја компанија сама може да размисли за импликациите и потоа да реши как да постапи здружено сама, дали сака да збори с некого или чисто да биде спремна за усогласуване и плаќање. Благодарам. Добар ден, денеска како Совет на странски инвеститори заедно со Pricewaterhouse организираме еден разговор на кој начин глобалниот данок од 15%, кој беше иницијатива на ОЕЦД, кој Македонија пред околу 2 години исто така го прифати, ќе има влијание врз големите мултинационални компании кои работат во државава, кои имаат консолидирана добивка од над 750 милиони евра и како тоа ќе влијае врз нашите работења, но истовремено и оданочувањето, како на локално, така и на ниво на државите од каде што овие компании потекнуваат. Она што е многу важно е дека ние како Совет уште минатата година го покренавме овој разговор и оваа дискусија со економскиот тим на владата и иако тогаш на еден или друг начин ни беше кажано дека барем ќе има некаков транзицијски период каде што ние како држава веднаш тоа нема да го воведуваме, сепак од 1 јануари оваа година овој данок е воведен на глобално ниво, така да голем број на компании, без разлика дали се тие компании кои работат вон или во технолошко-индустријските развојни зони, дали тие добиваат државна помош или не, ќе треба детално да се разгледаат сите оние ефекти како тоа ќе влијае врз локалните компании. Тука зборуваме за една бројка од над 50 на компании кои доаѓаат од многу различни земји. Значи имаме компании од Северна Америка, од Европа, пред се и денеска со Pricewaterhouse ќе ги разгледаме сите тие можности, сите тие апликации кои се деталите каде што компаниите ќе треба да размислуваат како ќе работат понатака, но истовремено можеби да дадеме некои размислувања и предлози на кој начин потенцијално идните политики визави компании и државната помош и начинот на различни даночни ослободувања ќе треба потенцијално да се адаптираат за да имаме оптимално искористување на истото овде во Македонија. Какви ќе бидат ефектите? Значи, матичната компанија која што има филијали и работи во Македонија плаќа 15% во матичната земја и плюс 15% ќе треба во Македонија? Се уште ние овдека локално не го имаме адаптирано данокот, останува рамен данок од 10% на корпоративен данок, но врз основа на разговорот и разговорите кои ги имавме изминатите неколку недели со Мирослав, во моментов, ако ништо не се смени, ќе треба да има доплаќање во земјите од каде што овие компании потекнуваат на дополнителен данок, зависно од тоа дали тие добиваат или не државна помош и разликата може да биде целосно плаќање на 15% или разликата помеѓу ефективниот данок кој се плаќа кај нас и до 15%. И тоа ќе биде исплата во странските земји каде што овие компании се лоцирани. Од кога би се применувал кај нас овој данок? Не кај нас. Овој данок веќе се применува глобално од 1 јануари оваа година. А првото плаќање ќе биде 2026 за 24-та. Значи ретроактивно. Не, важи во плаќањето ќе биде во 2026 за 2024-та. И добро, може ли сега да се случи дел од странските компании кои што работат кај нас во зоните да ја напушта државата поради возголемен, не знам, што покажуваат дека ќе биде ли голем товар за странските компании ова дополнителна давачка? Затоа целта е да разговараме денеска, да ги видиме сите
позитивни и негативни страни, како ова ќе влијае, но истовремено ние како индивидуални компании да размислиме како треба да се поставиме, но и да дадеме некои препораки или идеи кон државата на кој начин потенцијално тие даночни политики, но истовремено сите политики поврзани со бенефиции би требало да се адаптираат за да има една неутралност и кон компаниите, но истовремено и за државата, бидејќи даночен одлив од државата исто така не е нешто што е позитивно за никого. Значи, би барале некои субвенции од владата или не знам некои даночни ослободувања за да се Не навлегувам во дополнителни субвенции од никаков вид, туку само ги дефинираме сега сите овие работи и потоа врз основа на овој разговор, врз основа на идеите, тоа би го презентирале до сите креатори на политиките што и како треба да се направи, бидејќи јас сметам дека можеби треба да се размислува ова да се направи после изборите, некаде ова есен, за да видиме како ќе се адаптираме како држава.